Секојдневно слушаме за енормното загадување во Скопје, единствената работа во која државата ги урна сите рекорди. Властите наместо мерки со препораки да не се излегува надвор, а доколку се излезе да се користи маска, што го повлече и прашањето каква маска треба да купиме и дали постои таква на нашиот пазар што е соодветна на степенот на загадување што го имаме. Одговорите кои ги добивме во неколку аптеки беа дека во продажба имале маска за која не знаеа да кажат дали и какви сертификати и критериуми исполнува, но потенцираа дека е важно да има филтер со јаглен, бидејќи тој има поголема абсорбирачка способност од филтер кој нема јаглен. Во друга аптека ни рекоа да побараме на интернет. За квалитетот на маските се консултиравме и со креаторот на Мој воздух Горјан Јовановски, кој вели дека доколку маската која е во продажба нема сертификат, таа не е соодветна за користење. Во продолжение ги наброја сите ознаки на кои треба да внимаваат граѓаните при купување на маска против загадувањето. Има повеќе начини на сертифицирање на маските, но најважните се N95, посилната N99 или најсилната N100, а соодветно европскиот начин на сертифицирање на истите маски е FFP1, посилната FFP2 или најсилната FFP3. Колку што е поголем бројот, значи 95, 99, 100 или 1, 2, 3, толку подобро заштитува маската од загадувањето надвор. Многу е важно барем еден од овие символи да биде присутен или на амбалажата или на самата маска. Без тие символи, јас не ви препорачал да купите таа маска, а посебно избегнувајте ги хируршките маски кои што не се наменети да заштитат од никакво загадување. Тие буквално се ефективни колку да ставите рака пред нос и да верувате дека таа ќе ве заштити. Министерот за здравство Венко Филипче неодамна гостуваше во интервју за Радио Слободна Европа, каде што беше прашан за неговото ветување дека ќе се набават маски против загадениот воздух за хронично болните кои се уште не се доделени, а тој спомена дека Министерството има дадено препорака, па уште еднаш вети дека тоа ќе биде испорачано.